представници од организаторите на проектот и со наставна точка подготвена од учениците од основното училиште Кочо Рацин во Стар Дојран, денеска се отвори новиот музеј на живиот свет на Дојранското езеро. Откако Државниот инспекторат за локална самоуправа ги поништи одлуките донесени на советите по 24 март, одржувањето на референдумите во Дојран и Богданци под знак прашалник. Почна да се реализира најголемиот инфраструктурен зафат во општина Гевгелија. Собраната конско ќе се наводнуваат земјоделските површини, ќе има квалитетна вода за пиење и предуслови за производство на електрична енергија. Ова беа топ 3 настаните на денот, а во продолжение многу повеќе за она што е актуелно во нашиот регион. Започнуваме најапред со вестите кои ни доаѓаат од Македонија. Денес започна третиот циклус саеми за вработување што го организира Агенцијата за вработување на Република Македонија. Во овој циклус ќе бидат опфатени 6 градови, а на југоистокот саем ќе има само во Струмица кој ќе се одржи на 13 јуни. На претходните два циклуса со по 8 саеми за вработување над 79.000 посетители оставиле 21.190 биографии, а учествувале 734 работодавачи. Тие контакти резултирале со најмалку 2500 вработувања. Јас се надевам дека и денешниот саем на кој што присуствуваат 60 компании ќе дадат доволен мотив, доволен стимул да се најдат работни места, да се остави CV, да се појде на интервју и на крајот нормално се добие работно место. Така да се створи и оваа манифестација саеми за вработување која беше поттикната од многу млади лица кои што рекоа како да најдеме работа, како да стигнеме до работодавачите. Ова е тоа место каде што тие директно може да стигнат до работодавачите и да видат што се тие бараат. Преку проектот Македонија вработува 1 и 2 се возможува финансиска поддршка од страна на државата за намалување на трошоците за вработување на невработените лица од различни групи. Како резултат на првата фаза од овој проект Македонија вработува 1. Поволностите за вработување искористија 10.140 работодавачи, каде се реализира 18.909 вработувања. Во втората фаза од проектот Македонија вработува 2. До сега се реализирани 6.776 вработувања, кај 4.630 работодавачи. При тоа значено тоа што најголем број од вработувањата, односно 62% се за млади лица до 35 годишна возраст. Поставувањето на албанското знаме во кабинетот е провокација на Талат Џафери, истакна Ѓорѓе Иванов, председател на Република Македонија, во отвореното студио на телевизија Нова. Тој откри дека дури и првото писмо што го упатил кон него содржало провокации, па бил принуден да му го врати за да упати до Џафери порака дека е втор човек во државата и треба да се однесува како таков. Има многу поквалитетни кадри од Талат Џафери. Талат Џафери го познавам ко министер за одбрана и си имав многу проблеми. Човек провокатор, провоцира. Човек со таков карактер кој создава многу негативна атмосфера. И затоа сметам дека неговиот избор провокација и ќе создава многу провокации. Чувствувам и лична вина. Прв пат ќе кажам дека сум учествувал во едукацијата на Талат Џафери. Преку фондацијата Фридрих Хебер ги обучував пратениците од тој состав на парламентот и можеби ќе се сети на сите оние предавања и на сите обуки како треба да се однесува човек во политиката. Но тоа што го прави, навистина не доликува. И првото негово писмо до мене беше чиста провокација. Па морав да му го враќам писмото. Да се научи дека е втор човек во државата, ја представува државата. Неговите лични чувства, лични права се негови лични во неговата приватност. Со самиот избор да биде тој председател на собрание, тоа носи обврска. И обврските се да го почитува Уставот. Уставот на оваа држава, деловникот на собранието и воспоставената практика. Така што се надевам дека овој хир негов да покаже на почетокот дека еве тој така знае и така мисли да се однесува, дека наскоро ќе заврши и дека ќе се суочи со реалноста и дека треба да биде она што му е улога. Председател на собранието на Република Македонија, институција која народ ја почитува и преку која народот збори.
Така, велите дека треба да се соочи со важноста на функцијата која што треба да извршува. Што ве испровоцира во неговото прво писмо, па да треба да му го вратите? Да не ги отвараме тие теми сега да го пред јавноста, да јавноста оцени каков карактер на човек станува збор. Еве, си дозволи вам да ви кажам, може тоа во јавноста, ако сакав да му наштетам, во јавноста да го објавам тоа писмо и да му ги кажам сите пропусти, провокации и грешки на првиот негов документ, акт што го доставил. Така. И затоа мораше да го враќа, па повторно да го објавува, како што доликува и како што во собранието, службите и службениците кои се луѓе кои се професионалци и кои треба да ги слуша и според воспоставената практика и комуникацијата да се одвива. Ние сме осудени како председател на држава и председател на собрание да соработуваме и ќе мора да се воспостави комуникација и ред како што доликува. Албанските коалициони партнери на Зоран Заев наспроти гаранциите на лидерот на СДСМ за добивање на мандатот од формирање на влада, не се откажуваат од тиранската платформа и ги повторуваат своите барања за редефинирање на државата. Ma shpjegoni thjesht që t'i kuptojmë gjithë. Çfarë garanca çoi zotri Zaev tek presidenti Ivanov? I tha heqim dorë nga deklarata apo nuk është? Jo, ta mbaroj. Do thonë, i ka thënë presidenti Ivanov që deklarata e partive politike shqiptare nuk do të jetë pjesë e planit të ardhshëm qeveritar. Apo ku mbeti deklarata? Ajo që tha zotri Zaev ne ndëgjojmë të gjithë, në asnjë moment nuk është pranuar kërkesa e presidentit që partitë shqiptare të heqin dorë nga deklarata e tyre e nënshkruar këtu në Shkup dhe e dakorduar këtu në Shkup. Ajo që ishte si garancë, ishte pjesë e kushtetutës së Maqedonisë që në kupton që kërkesat dhe platformat e partive politike të cilat do t'jenë pjesë e programit qeveritar do të realizohen në kuadër të kushtetutës së Maqedonisë dhe do të kërkohen avancimi çështjeve që ka të bëjnë me çështjet ndërretnike dhe çështjet tjera që Maqedonia të jetë një shtet funksional. Në këtë drejtim është edhe kërkesa e lëvizjes Besa për ridefinimin e Maqedonisë, që Maqedonia një herë përgjithmonë të i kaloj këto probleme të cilat po rikthehemi çdo 10-15 vite. Дневникот го продолжуваме со вестите од регионот. Во Стар Дојран денеска се отвори новиот музеј на живиот цвет на Дојранското езеро. Музејот, кој е подружница на Природно-научниот во Скопје, ќе понуди запознавање со живиот цвет во езерото на интерактивен и модерен начин. На меѓународниот ден на музеите денеска во Дојран се отвори новиот музеј на живиот свет во Дојранското езеро, прва подружница на Природно-научниот музеј од Скопје. Музејот ќе има два дела, ќе се представи класична збирка на флората и фауната од Дојранското езеро, а представени се и интерактивни содржини за целосно и вистинско доживување на живиот свет во езерото. Денешниот ден за отварање на нашата подружница, прва подружница во Дојран, е неслучајно одбран, бидејќи денеска е меѓународен ден на музеите. И сакавме и тој повод да го искористиме во отварањето на подружницата. Инаку, во оваа подружница се прикажува живиот свет на Дојранското езеро и Дојранската котлина. Музејот е замислен концепцијски еден дел да биде изложбен и да биде како нашите музејски поставки во матичниот музеј во Скопје, а другиот дел е замислен како едукативен дел, каде што млади посетителите ќе можат малку одблиску да се запознаат и со нашата работа на музејот како институција, а исто така и да научат нешто повеќе, посебно за тие што се љубовитни да научат нешто повеќе. Стручни лица од Природно-научниот музеј, како и учесници во проектот од Регионалниот центар за животна средина во Македонија, во изминатиот месец го уредуваа просторот кој се најавува дека ќе овозможи вистинско освежување во туристичката понуда. Подружницата на Природно-научниот музеј на Република Македонија во Стар Дојран, која што ја нарековме представување на живиот свет во Дојранското езеро и котлина, е формирана во рамки на проектот за изградба на локални капацитети на општината Дојран за
заштита и долгорочно управување со Пиранското езеро. Такој што проект траеше 3,5 години и беше спонзориран од страна на Фондот за партнерство за критични екосистеми. Проектот го спроведуваше нашата организација, Регионалниот центар за животна средина за Централно-Источна Европа, а за самата музејска поставка и уредувањето беа наменати средства во висина од $20,000. Одговорни за музеот ќе бидат лица од Природонаучниот музеј кои на посетителите ќе им ги објаснуваат содржините. Музеот е отворен во просториите на веќе постоечкиот музеј на општина Дојран, кои се одстапени од локалната самоуправа. Најголемиот инфраструктурен зафат во општина Гевгелија веќе почна да се реализира. Станува збор за браната Конско, со која се предвидува да се наводнуваат земјоделски површини, да се обезбеди квалитетна вода за пиење и предуслови за производство на електрична енергија. Започнаа градежните работи од проектот Конска брана во Гевгелија. Во моментот се расчистува теренот и се вршат подготвителни работи за да биде изградена браната со акумулација, која ќе овозможи водоснабдување на општината и наводнување на околу 8000 хектари површина на земјоделско земјиште. Со реализација на овој проект дополнително ќе се создадат услови за обезбедување нови количини вода за подобрување на хидролошката состојба на Дојранското езеро. Браната ќе биде камено насипна, значи од ваков тип, камено насипна и ќе се гради со локален материјал. Од особено значење е да истакнам дека висината на браната ќе биде 75 метра и ќе обезбеди изградбата, по комплетното завршување на градбата ќе се обезбеди акумулационен простор за околу 22 милиони метри кубни вода. Ова е најголемиот инфраструктурен зафат во општина Гевгелија во последните 50 години и за опште добро на сите граѓани. Веќе во тек е првата фаза од реализацијата на проектот. Ова е дамнешна желба на гевгеличани, на општина Гевгелија. За проектот Конска брана се зборува уште од 78-79 година, но за жал беше овој проект запоставен. Огромна благодарност до владата на Република Македонија што буквално со еден збор ја прифати идејата. Мултинаменската брана, освен за водоснабдување и наводнување, ќе служи и за дотор на вода по природен пат до Дојранското езеро, како и за развој на локалната туристичка понуда. За 2 години треба да заврши изградбата на браната, че изведува турски конзорциум, со планирана вредност на инвестиција од скоро 40 милиони евра. Идните гимназијалци кои ќе сакаат да се запишат во средното општинско училиште Јане Сандански во Струмица ќе избираат насока уште во прва година. Досега изборот се правеше во трета, но сега тие ќе имаат можност да одберат насока уште при нивното запишување. Сепак имаат можност и за трансфер доколку покажат афинитети кон друга насока. Се ближи крајот на учебната година за матурантите широм земјава. Се прават последните подготовки за славењето на матурата. Средното општинско училиште Јане Сандански од Струмица испраќа уште една генерација на задоволни средношколци. Во ова училиште застапени се гимназиско и економско, правно и трговско образование, кои опфаќаат општествено-хуманистичка насока, природно-математичка, јазично-уметничка, економски техничар и банкарски техничар, како што истакна директорката Вања Изова Велева. Новитет од оваа година е можноста средношколците уште во прва година да одберат насока. Оваа година започнуваме со една новина. Тоа значи дека учениците нема да ги бираат овие подрачја во трета година, како што беше досега, години наназад. Истото ќе го прават при уписот сега во прва година. Малку има паника и недоразбирање меѓу родителите и учениците кои претендираат да бидат наши ученици, но сметам дека сето тоа ќе се избалансира со текот на времето, нема потреба значи од стравување. Ова според Изова Велева не треба да ги плаши учениците и родителите, бидејќи доколку понатаму ученикот увиди дека има афинитети кон друга насока, може да направи трансфер. Исто така тие ќе бидат под постојан надзор на професорите, кои ќе им помагаат подобро да одлучат. Но тоа не подразбира дека еднаш одбраниот смер останува таков за до крај од нивното средношколско образување. Тоа значи доколку ученикот констатира, например, дека првично се запишал во природно-математичка
и во истиот не се пронаоѓа, тоа подразбира дека може да трансферира во други од подрачјата кои што ги имаме, со некои мали дополагање на разлики во испити, што значи сето тоа ни се случува во рамките на училиштето. Инаку во Струмичката гимназија учат 1200 ученици, кои најголем интерес имаат за природно-математичката насока. Нова насока е банкарскиот техничар, која беше воведена пред 3 години. Како што вели директорката, гимназиското образование им отвора врати на средношколците на сите факултети во земјава. Одржувањето на референдумите во Дојран и Богданци ставени под знак прашалник. Откако Државниот инспекторат за локална самоуправа излезе со соопштение дека се поништуваат одлуките донесени на советите по истекот на нивниот мандат на 24 март, неизвестни ќе бидат уште 700 одлуки кои се донесени после овој датум на ниво на цела Македонија. Мандатот на советниците во општините истече на 24 март, а на градоначалниците може да трае до крајот на оваа година. Вакво е појаснувањето на Државниот инспекторат за локална самоуправа, според кој сите одлуки што советите на општините ги донеле по овој датум од страна на инспекторатот се поништени и ставени надвор од сила, а никаква евентуална законска измена од собранието нема ретроактивно дејство. По овој датум се донесени одлуките за референдуми во Дојран и Богданци. Советниците на општина Дојран одлуката за распишување референдум ја донесоа на 13 мај, додека Богданскиот совет на 4 мај, што според Државниот инспекторат за локална самоуправа значи дека се неважечки и се ставаат вон сила. Од инспекторатот велат дека воопшто не смееле да се распишуваат седници по истекот на мандатот на советниците на 24 март и дека тие не смееле да се поистоветуваат со мандатите на градоначалниците, бидејќи не се избрани во ист круг и се различни институции кои подлежат на различни закони. Моментално судиите од Уставен се тие кои разгледуваат 700 одлуки кои биле донесени на советите ширум Македонија, меѓу кои и тие за референдумите кои требаше да се одржат на 11 јуни, пошто ќе донесат конечна одлука дали ќе бидат отфрлени. Што се однесува пак до градоначалниците, чиј мандат истече на 15 мај, технички на таа позиција се до 31 декември. Тие може да ги ставаат своите потписи на документи, да подпишуваат налози за исплати на плати на вработените во општините и институциите под нејзина надлежност и да создадат нормално функционирање на локалната самоуправа. Истото што треба да го прави општинската администрација, се до доаѓањето на нов градоначалник. Од ЗЕЛС на седници досега неколку пати бараа итно да се состане парламентот и да ги донесе измените во Законот за избори и Законот за локална самоуправа, со што ќе се распишат следните локални избори, а дотогаш да има законско продолжување на мандатите на градоначалниците и на советите. А Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот денеска во Струмица одржа обука за следење на индикатори на безбедност на патиштата. За мерење на индикаторите потребно е секоја локална власт да дефинира работни групи на ниво на општина, кои што ќе бидат од редот на вработените во општината и Министерството за внатрешни работи. 6 основни индикатори дефинира Републичкиот совет за безбедност на патиштата за следење и подобрување на оваа состојба во областа. Станува збор за нови методи согласно европските стандарди кои досега не се воведени во Македонија. Во оваа прилика би посочил дека од страна на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата предвидени се повеќе групи на индикатори кои што ги опфаќаат возачите, понатаму ги опфаќаат возилата, ги опфаќаат пешаците, брзината на движење. Морам да посочам, ја воведовме индикаторот за брзината на движење поради фактот што за жал најголемиот дел од сообраќајните незгоди, односно круцијалниот фактор за случувањето на сообраќајните незгоди, посебно сообраќајните незгоди со смртни последици, се резултат на управување со недозволена, односно неприлагодена брзина. Понатаму исто така во насока на исполнување на целите од втората национална стратегија за безбедност на сообраќајот на патиштата, односно унапредување на безбедноста на ранливите категории на учесници и подобрување на безбедноста на пешаците пред се, од наша страна беше нотиран, односно воведен уште еден индикатор, а тоа е индикаторот кој што ги опфаќа пешаците.
Еден од најсериозните проблеми од аспект на безбедноста на сообраќајот е употребата на системите за заштита, посебно употребата на сигурносните појаси и заштитните кациги. Токму поради ова Републичкиот совет овој индикатор го дефинира како основен и собирањето на податоците за овој индикатор ќе се врши на терен, односно со директна обсервација на сообраќајниот систем. На овој начин би се действувало превентивно и проактивно врз безбедноста на сообраќајот, што е една од целите на струката и науката во безбедноста на сообраќајот. Да се најде начин да се реагира на небезбедноста и да не се чека небезбедноста да се појави, односно не треба да се реагира на безбедноста на сообраќајот само кога се случуваат незгоди, туку со соодветни техники треба да се предвиди и предупреди, велат експертите. Според него неопходно е локалните власти, субјектите задолжени за безбедност на сообраќајот на локално ниво да ја сватат и разберат важноста на индикаторите во безбедноста на сообраќајот и со одговорните структури да се изработат и изберат соодветни показатели и индикатори кои треба да се следат, мерат и оценуваат и резултатите од тие мерења да ги имплементираат во своите програми за подобрување на безбедноста на сообраќајот. Вакви обуки се одржуваат на сите региони опфатени со секторите за внатрешни работи, а во 55 општини веќе се формирани работните тимови. Земјоделците од Струмичкиот крај, како на терен, така и теоретски, се подготвени да се соочат со климатските промени, односно со сушното лето кое следува пониските температури зимава. Учествуваме на проект семинари во Република Македонија. Еден од тие семинари беше во Охрид организиран од Флорозон, финансиран од германската влада, каде што еминентни стручњаци дават видувања кои се учествувале на меѓународни симпозиуми и од тука може да кажам дека сум и песимист во поглед на климатските промени, бидејќи во Струмичкиот регион ќе биде зафатен од екстремни суши, каде што ќе се намалат и подземните води, ќе се намалат и врнежите, а за 25 години стручњаците прогнозират и да нема и снег. За 25 години да исчезнат одредени култури од земјоделските полиња, како пченицата, оризот и така натаму. Сметаме дека штетно ќе влијаат тие климатски промени, меѓутоа ние како луѓе и како земјоделци ќе се трудиме што може да направиме да дадеме свој допринос во зачувување на флората и фауната и животна средина. Мислам дека евидентно сега мразот кој е зафати Македонија со -6, -7 степени направи катастрофални штети и тоа негативно се одрази и на буџетот на Република Македонија и на земјоделските производители. Министерството за финансии денеска започна со исплата на субвенциите на земјоделците веднаш по објавување на одлуката на Уставен суд во Службен весник со која ги отстранува законските пречки за исплата, соопшти кабинетот на министерот за финансии. Исплатени се 463 милиони денари субвенции, во рамки на кои целосно се подмирени обврски за субвенции заклучно со 2015 година, односно за фуражни култури, житарици, ориз, градинарство, овошни насади, лозови насади, говеда, неселки, млеко, органско производство и рурален развој. Во рамки на исплатената сума се 364 милиони денари субвенции за 2016 година за млеко и оризова арпа, се наведува во соопштението. Министерството за финансии, стои во текстот, остана доследно на спроведување на законската регулатива и покрај бројните шпекулации во изминатиот период. Веднаш штом се создаде законска можност, Министерството за финансии започна со исплата на субвенциите кон земјоделците, се посочува во соопштението од кабинетот на министерот за финансии. Општинската организација на Црвениот крст во Радовиш му ја даде довербата за уште еден мандат на нејзиниот председател. Оттаму вела дека ќе продолжат со интензивната работа и предизвиците кои ги очекуваат. За секој, да кажем, прав човек или лидер на конкретно една општинска организација на Црвениот крст, представува осврт на проблемите, осврт на активностите и реализираните задачи во изминатиот период, изминатата година или пак изминатиот мандат. Во овој случај, како што е мојот, со мојата кандидатура за реизбор, за втор мандат за председател на
основната организација на Црвениот крст во Радовиш, значи правивме анализа и имајќи ги во предвид проблемите со кои што се среќававме во последните 4-5 години, сепак мислам дека постигнавме доста добри резултати на полето на нашата активност, затоа што слободно може да кажам дека од пред една година или година и пол почнавме нормално да функционираме како општинска организација, имајќи и проблемите од кадровска природа на дисеминација. В тоа област ние се залагаме за зголемување на интересот за членување кај нашите сограѓани во Црвениот крст, ќе се залагаме за подигнување на свеста и хуманите вредности кај граѓаните во нашето населено место. Од здравствено превентивната дејност, со посебно внимание на оваа дејност ќе работиме на намалување на ранливоста на населението, на здравствено превентивен план со зголемување на свеста на населението за заштита и превенција од болести. На полето на крводарувањето, како и секоја година, како и секој период изминат, основната цел ќе ни биде исполнување на зацртениот план на крводарувања. И уште една информација поврзана со Црвениот крст, која овој пат ни доаѓа од селото Пирава Валандовско. Во рамките на тренингот за вода, санитација и промоција на хигиена кој се одржува во кампот на Црвениот крст во Дојран, денеска екипата на Црвениот крст на Република Македонија заедно со гостите од Австрија и Хрватска го посети основното училиште во Валандовското село Пирава, каде пред учениците се промовираа навиките за одржување хигиена. Ево, сега сме таман завршили. Јас конкретно работам на темата за хигиена. Само што се вративме од училиштето Гоце Делчев, децата беа презадоволни, дури и не сакаа да си заминат. Што е хигиената? Па вака најпрвин ги запознавме децата со најосновните работи: за миење раце, фрлање на ѓубрето во соодветна канта. Имавме и неколку други работилници. Во секој случај одбиравме поедноставни и креативни начини како на децата да им ја промовираме важноста од одржување хигиена. Име Волган Штокол од Штајен, Австрија, заедно со уште 5 членови од Австрискиот Црвен крст и еден представник од Хрватскиот Црвен крст, се дојдени тука да го поддржат Црвениот крст на Република Македонија во спроведување на семинар за промоција на хигиена и за пречистување на вода и санитација. Повеќе од често во катастрофите системите за снабдување со вода се уништени, поради тоа постои потреба да има начин како може таа вода да се пречисти. Има потреба од луѓе кои ќе го направат тоа, па со таа цел Австрискиот Црвен крст е дојден тука на испомош на Македонскиот Црвен крст да обучи нови членови кои би биле дел од тие тимови кои понатаму во случај на катастрофи би пречистувале вода. Црвениот крст на Република Македонија во менеджментот за катастрофи дава во подготвеността. Еден дел и денешна поточно последната седмица работиме на подготвеността, поточно во обука на нови волонтери за ракување и управување со станицата за прочистување на вода која имаме располагање и која се користи во случај на катастрофи. Капацитетот на оваа водена станица произведува 120.000 литри чиста вода и секогаш е спремна во случај на било каква катастрофа да се стави на располагање. Ние имаме долгогодишна соработка со Австријски Црвен крст, поточно со градот Штајр, со општинската организација на градот Штајр, и каде што постојано имаме нивна поддршка на оваа проблематика. Пелистер го освои својот втор трофеј во фудбалскиот куп на Македонија, откако вчера во Струмица во финалето ја победи Тетовска Шкендија на пенали 4:3. Надпреварот по регуларните 90 минути и по продолженијата заврши без голови. Стрелец на решавачкиот гол во пенал серијата беше искусниот Баже Илиевски, кому ова му е пети куп трофеј со трета различна екипа. Пред да ги чуеме изјавите на тренерите на Шкендија и Пелистер, уште една информација од спортот.
а тоа е дека и женскиот фудбалски куп финале е закажан за 31 мај и ќе се одигра во Струмица. За трофеот во овој финален надпревар ќе се борат Иверија Струмица и Статов од Дојран, а денес управниот одбор на ФФМ одлучи да го прифати нивното барање и надпреварот да го премести во Струмица, каде се очекува вистински спектакл и полни трибини. Се радваме. Тоа ми е трети пат што играем како интернационален тренер, тоа ми е седма држава Македонија што работим. Два пута не мога да освоим. Стигнав до финале во Българија со Пирин, Благоевград, малки отбори. Много е трудно да стигнеш до финале со Пирин, Благоевград, кога имаш Лудогорец, Левски, ЦСК. Стигнах и во Албанија со Пирис Балш, малки еден клуб. У полуфинале биеме еден Скендербел, голем отбор и стигаме до финале, али ето два пута не успех со малки отбори да освоим клуб, али ето сега, као един доста искусен тренер, по трети пут ми се насмеши малко и среќа и многу се радвам по трети пут што освоиме пекар, затоа што од мене се трсаше, се тражише кога дојде до Пелистер да идем во Европа, не да освоиме пекар, него да идем во Европа. Капче тоа да биде преко купа или преко првенство, да идем во Европа. Многу се радам да се заврши сега првенство. Според мене само Шкупи и Победа ќе трсат кој да неше да игра бараш, а све е јасно ше кој иде во Европа. Видите, не беше лесно. Требаше данас требаше да зауставим един много креативен одбор кој има страшни индивидуалци. Сакам да им честитам на Пелистер за финалето за освоениот куп. И рекохте вчера дека ние сме само во партија, ако сме фаворити, не треба да значи дека ќе ни биде лесно. Значи тоа се види и Пелистер дека идат на решено или на пенали. Истото и ние го боравме голот, тој гол што многу ни не достигаше, но за жал не можевме да го постигнеме. Сакам јавно да им се заблагодарам на любителите на Шкендија и на неверните наши навивачи, балисти кои вистина го дадеа својот испит, го положија, фер беа, коректни, не сакам да навлезам у ситни провокации, имаше од другата страна, само сакам да им се заблагодарам и јавно да им се извинам. Да го погледнеме и прегледот со настаните од светот и регионот кои денес се актуелни. На секои 40 секунди во светот се случува по едно самоубиство, а на секои 3 секунди има обид за самоубиство, покажуваат податоците на Светската здравствена организација. Во рамки на Европската Унија во 2014 година имало над 57.000 самоубиства и тие представуваат 1,2% од вкупниот број смртни случаи во Унијата, чија бројка истата година изнесувала 4,9 милиони. Бројот на самоубиства во Европската Унија е поголем кај припадниците на машкиот пол. Во Унијата се регистрирани над 44.000 самоубиства кај мажите и над 13.000 меѓу жените. Највисока стапка на остварени самоубиства на 100.000 жители е регистрирана во Литванија, а потоа следуваат Летонија, Унгарија и Словенија со по 19 самоубиства на 100.000 жители. Најниска стапка на самоубиства по глава на жител е регистрирана во Грција и Кипар. Самоубиството е една од трите главни причини за смртноста кај младите европејци на возраст од 15 до 35 години. При налет на торнадо во неколку американски сојузни држави загинаа најмалку 2 лица, а десетици се повредени. Торнадото уништило голем број камп приколки во Висконсин, а нанело штета и во државата Оклахома. Невремето ги погодило и Канзас и Небраска. Најмногу е погоден градот Елк Сити во Оклахома, каде загина 53 годишен маж. Во овој град целосно се уништени 40 куќи, додека 70 се оштетени. Илјадници луѓе во Небраска останале без електрична енергија. Во Висконсин, на околу 178 километри од Минеаполис, загина 46 годишен маж. Два автомобили се целосно уништени, а уште 3 се сериозно оштетени во пожар што попладнето избувна на отворен паркинг на ридот Стрефи во Атина. Представник на противпожарната бригада соопшти дека властите се сомневаат оти пожарот бил подметнат и започната истрага за инцидентот.
Кандидатот за косовски премиер Рамуш Харадинеј рече дека довербата што ќе ја добие од гласачите ќе искористи за доброто на Косово, а не за партиски и политички интереси. Харадинеј најави дека ако стане премиер нема да се откаже од протиставувањето на демаркацијата на границата со Црна Гора, истакнувајќи дека косовската граница е на чакор и дека тогаш нема да има простор за заедницата на српски општини ниту за Србија, пренесуваат приштинските медиуми. По неговото враќање од Франција, каде што беше во притвор во врска со барањето за екстрадиција од страна на Србија, Харадинеј ја заостри реториката кон властите во Белград. Централното издание на Дневникот е во 20 часот. Тогаш се вклучуваме со најнови информации во живо од студиото во Струмица. Пријатно!